Новиот завет на нашиот Господ Исус Христос. Свето Евангелие според Матеј, глава 1. Книга за родословието на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа. Јуда ги роди Фарес и Зара со Тамара. Фарес го роди Есром, а Есром го роди Арам. Арам го роди Аминадав. Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Салмон. Салмон го роди Вооз со Раав. Вооз го роди Овид со Рута, а Овид го роди Јесеј. Јесеј го роди царот Давид, а царот Давид со поранешната Уриева жена го роди Соломон. Соломон го роди Ровоам. Ровоам го роди Авија, а Авија го роди Аса. Аса го роди Јосафат. Јосафат го роди Јорам, а Јорам го роди Озија. Озија го роди Јоатам. Јоатам го роди Ахаз, а Ахаз го роди Езекија. Езекија го роди Манасија. Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија. Јосија го роди Јоаким. Јоаким го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. А по вавилонското преселување, Јехонија го роди Салатиил, а Салатиил го роди Зоровавел. Зоровавел го роди Авиуд. Авиуд го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор. Азор го роди Садок. Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиуд. Елиуд го роди Елеазар. Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков. Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. И така, сите родови од Авраам до Давид се 14, и од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 родови, а и од преселувањето вавилонско до Христос родови 14. А раѓањето на Исус Христос стана вака. Посвршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е бремена од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави насон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија за своја жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја зеде за своја жена. И не се доближи до неа додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус.